Во тек е создавање комисија при Универзитетот Гоце Делчев Штип, која што ќе ги разгледа сите забелешки околу новиот закон за високо образование. Ректорот Дејан Мираковски оттаму истакна дека за нив како универзитет е важно да има закон кој што ќе овозможи развој на високото образование. Утре имаме колегиум кој што ќе ги собереме, ќе направиме комисија што ќе ги спореди моментално сите забелешки кои што ги имаме, да не се повторуваат независно, интегрирано, потоа повторно ќе ги поминеме на органите. Ја не би сакал да пред време коментирам нешто. За нас е важно да имаме закон кој што ќе овозможи развој и на високото образование и да ја вратиме местото на високото образование во поврзаноста со реалниот сектор, со општеството. Сигурен сум дека у тој правец ќе бидат и ставовите на универзитетот, меѓутоа јас лично не би сакал да давам, додека не заврши интерниот процес на консултации, не би сакал да давам надвор од оваа коментари. Ова што го правиме не е, да кажем, нешто ексклузивно, ово е начин на функционирање сега и иновацијските центри се нешто што го направиле другите пред нас и им овозможило на вистина голем развој. И многу земји ги поместиле и квалитетот на животот и економијата ги поместиле токму преку овој пристап, поврзување на младите луѓе со реалниот сектор. Мираковски вели дека голем број на луѓе во моментот прават анализи за сите аспекти, како од начинот за напредување, па се до можноста за вработување на младите. Рече дека има доста работи кои што се позитивни, а додаде дека има и можност да се финансираат младите и преку проекти. Сите тие чекори моментално ги анализираме, планираме, имаме одредени и ние просторни планови кои што се у фаза на реализација. Треба да ги докомплетираме и ќе имаме чекори. Ова е иницијатива која што треба да овозможи, има повеќе идеи, не би сакал исто пред време да коментирам, да го доведеме во фаза да може да се објави наскоро. Инаку, како што посочуваат надлежните оттаму, сега со помош на иновацијскиот центар, универзитетот ќе има поголем развој. Велат дека преку овој пристап со поврзување на младите со реалниот сектор ќе се подобри квалитетот на живот и економијата.